Да, вие сте со најновата Телма амбуланта и денеска, почитувани, ќе разјасниме неколку новитети што се однесува за здравствената состојба, особено за вашето здравје. Знаете дека преку овој блок во следните 50 на минути ќе обработиме нова тема од областа на медицината со врвни и еминентни лица од докторската фела. Тоа го правиме секојдневно, така ќе биде и денеска. Денеска темата што ќе обработиме е малку повеќе фокусирана кон женската популација, но и тоа како многу добро ја интересира и машката популација, затоа што тоа се поврзани нешта и нема тука некој одредено полово разграничување, затоа што многу нешта одат преку еден взаемен контакт или преку едни взаемни односи. Имено ќе зборуваме за современите предизвици во гинекологијата, за тоа што представуваат истите, кои се најчестите проблеми или пак одредени видови на заболувања кои настануваат кај женската популација зависно од годишната возраст и зависно од одредени други надворешни XY фактори. Денеска во продолжение на оваа тема, на моје големо задоволство, зборувам со реномираниот професор доктор Васил Илиев, специјалист гинеколог, акушер, субспецијалист по урогинекологија и гинеколошка хирургија од Жан Митрев клиник. Професоре, добро ден дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, благодарам на поканата. Ова што го споменав пред малку, се согласувате, има различни видови на причинители кои доведуваат до одредено пореметување во правилниот и природен развој или пак во природната состојба кога станува збор за интимните делови кај женската популација. Тука спаѓа гинекологијата, конкретно вашата област. Токму така, значи за да бидеме малку посеопфатни, јас предлагам да ја поделиме живот на една жена на неколку периоди, каде што ќе потенцираме поедини актуелни моменти од здравствениот генитален систем, женскиот генитален систем. Супер, може вака веднаш, кои се најсовремени предизвици? Вака знаете, тие се и современи и стари, него моделите на третман наш и пристап према истите е модерен и современ, почнувајќи од превенцијата, терапискиот поглед, како и реализацијата на успешноста на терапијата. Во адолесцентниот период или во период на младоста, најактуелни проблеми настануваат во однос на сексуални преносливи заболувања, репетирани инфекции што се дешаваат. И тоа треба да се потенцира дека едно здравствено воспитување кое треба да биде општо, сеопфатно, кое што може да го пружат денешните установи за едукација, треба да води рачун и за можноста да се пациентите видат, односно младата популација биде едуцирана за можните пореметувања кои настануваат од поедини инфекции кои во тој период настануваат. Значи, јас би потенцирал овдека за возраста, која е најосетлива за иднината на здравјето на жената и која што представува, да речам, база врз која ќе се гради понатамошниот репродуктивен период, па ќе се гради понатамошниот период во перименопаузалниот и така натака. Еден од познатите чинители за превенција на здравјето е и редовната контрола кај гинеколозите. Значи, мислам дека без тоа ништо. Ништо без тоа, токму така. И редовното земање на примероци за цитолошка анализа, позната во народот како Папа Николао Брисеви земање, кои што евалуираат не само промени во смисол на инфект, во смисол на пореметена вагинална флора, значи пореметена средина нормална, него може да многу и токму тоа и целта да реферираат доколку се најде на такво нешто промени кои што асоцираат за промени на клетките, значи промени кои што може да доведат до развој на несакани заболувања особено на грлото на матката, кои што може да водат нели понатака и кон развој на малигни заболувања. Тоа е кондиција sine qua non за една здрава популација. Во многу земји во светот тоа е предуслов за да реализирате здравствено осигурување во таа земја. Кај нас се уште не е таков случајот и се надевам дека во иднина ќе стане како еден од предусловите да користите здравствено осигурување државно, значи да мора да имате барем еден цитолошки бриз во текот на годината. Знаете што сакав да ве прашам, според вака вашето поголемо искуство, се има ли култура кај женската популација кога станува збор за
одење на гинеколошки преглед и воопшто во делот на гинекологијата? Знаете како сега, тоа е култура, здравствена култура, општа здравствена култура. Ја би рекол дека можеби во поголемите населени места, каде што популацијата е подинамична, меѓу себе разменуваат искуства и посебно младата популација која што се школува, почнува да има добар поглед на гениталното здравје генерално, кое се обезбедува со редовни гинеколошки контролни прегледи. Сега би го завршил овој дел од нашиот разговор можеби со нешто што е актуелно, современо, рековме, и за жал низ години трае, но сега сме во состојба кога сме многу по-точни, по-прецизни во диагностика. Тоа се така наречени инфекции со хуман папилома вирус или човечки папилома вирус, кој што е дефинитивно инкриминиран за развој карцином на грлото на матката. И тоа посебно, можам да кажам, помладата популација го практикува и го детектира. Зашто е битно? Битно е затоа што во над 90% карциноми најдени, оперирани, во самиот субстрат, во самото ткиво извадено, е детектиран на постоење на овој вирус. И тоа е добро што сега имаме прецизни методологија на нивна детекција и можеме да примениме соодветен и третман и пристап према пациенти каде што може да бидат детектирани доколку се детектираат. Да, ми се допадна начинот на кој што и го почнавме разговорот, а би сакали да продолжиме во тој контекст во делот на поделба на видовите на заболувања согласно возрастната категорија. Па би било добро да почнеме кај женската популација од периодот на адолесценцијата или од периодот на пубертетот, кога започнува многу поинтензивно да се развива и тој дел од организмот, па понатаму следствено со текот на годините, постадолесцентниот период, веќе искуствениот период и понатаму веќе сето она како што и си следи, а ќе ги поканиме и нашите гледачи, нашата верна публика. Можете да ни се јавите почитувани, да го искористите присуството на професор доктор Васил Илиев и да си поставите прашање на темата која вам ве интересира, поврзана со современите предизвици кога станува збор за гинекологијата. Добро, ова што го досега зборевме, спаѓа во интересна сфера на целата проблематика на целата популација, потенцирано во период на репродукцијата. Значи, тоа е период кога жената е репродуктивно способна. Адолесценцијата е поврзана со потокот на менструално крварење и дистурбанции кои што настануваат, значи пореметување евентуални кои што настануваат во тој период и кои што многу често, за среќа, поради воспоставување на добрит систем, хормонски функционален систем, се регулираат со текот на зрењето на една млада особа. Ја би се сега вратил малку понатака од овој период и би дошол на периодот кога за жал почнуваат проблеми од посериозен карактер, да речам. Проблеми кои што не почнуваат, не значи дека ќе почнат, него се најфреквентни, најчести во тој период од животот. Значи, треба да напоменеме два големи моменти. Едниот момент се однесува на така наречени туморозни формации и јавување на гениталните органи и в другиот момент се однесува на пореметување на статиката на гениталните органи и позицијата на гениталните органи. Што значи тоа? Значи, еве идеме од позицијата. Значи, сите органи во човековото тело се позиционирани и стојат на одредено место. Тие било природно. Токму така, природно. Тие било да се на нешто легнат, на нешто да лежат или да се на нешто обесени. Со текот на животот, посебно кај женската популација, после породување, после менопаузата кога настанува хормонска недостаток, односно хормонска каренца, доаѓа до пореметување на ткивата што ги одржуваат органите во својата состојба, во својата позиција. И тие почнуваат да губат позицијата, особено се однесува на матката, значи на утерусот, на бешиката и паралелно со тоа и вагиналните сводови, односно вагиналните зидови. Тоа доведува до пореметување на исхраната на тие ткива. Поради тоа што да станува кинкинг се вика тој момент, да станува прекршување, да наречам, на доводните и одводните крвни садови и се намалува количината на довод на кислород, на оксигенацијата и доведува до појава на така наречени во народот познати женски кила. Стручно можеби слушате, тоа се вика пролапси на гениталните органи. Пошто многу често учествува бешиката, мочниот меур во ова, доведува па еден друг комбиниран пристап каде што
почнува да настанува неспособност за одржување на мокрачата, односно доаѓа до така наречено подмочување. Тоа е поврзано со еден систем кој што е многу сложен. Мочниот меур е мускулен орган. Вие ако земете да размислите, нашите новородени се раѓаат и они првата година научуваат да ја празнат мочниот меур во одреден, да кажат дека треба да го испразнат. Тоа што значи во превод? Тоа значи дека центрите кои што го регулираат сензибилниот и моторниот акт, значи сензибилниот осетот дека треба да се испразни и актот да се испразни, матурираат, созреваат во текот на првата година и потоа функционираат. Тоа значи дека бешиката како еден сложен систем е инервирана, односно добива нервни импулси за сознание за празнење и нервни импулси за моторика на празнење. И тоа треба да го реализира во одредени хигиенски, социјални и погодни моменти. Тоа настанува пореметување кога се позицијата на органите поремети. Кога дојде до спаѓање или испаѓање на гениталните органи, настанува токму и ова пореметување, па жените многу често. Ова го потенцирам сега, ќе се вратиме ние на претходната тема на туморите на гениталните органи, затоа што се уште кај нас многу пациенти, многу жени сметаат дека тоа е нормална. Треба жената родила, влегла у менопауза или перименопауза и тоа што не сакајќи неволно испушта мокраче, демек тоа не е проблем, тоа така треба. Што апсолутно не е точно, но апсолутно, затоа што на големи студии, морам да кажам, па и кај нас, али еве во големи земји, во Канада, на 280.000 жени во перименопауза и постменопауза направена евалуација, над 18% редовно губат мокрача и можат да носат така наречени хигиенски влошки. Тоа е проблем во смисол на тоа што тоа се решава денеска современо, модерно и многу ефикасно. Постои технологија на решавање каде што затварачот или сфинктерот на мочниот меур се субституира со една специфична трака, би рекол, лентичка една која што се произведува така наречен материјал, полипропиленски материјал, и таа во текот на време се инкорпорира во телото и останува инкорпорирана, непрепознатлива, го имитира сфинктерот, го прави. Сето тоа се изведува по вагинален пат, се изведува со еден отвор 9 мм, 10 мм, значи нема отварање на стомачните зидови, нема. И тоа е една технологија која што денеска се вика така наречен голд стандард, знатен стандард за решавање на овие проблеми. Ќе се вратиме понатаму повторно во овој дел и во останатиот дел од гинеколошките предизвици. Имаме гледач на линија, предлагам да го вклучиме и да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Убав ден, да, така е. Јас сум керка на 76 годишна мајка, која што токму последново што го зборувате вашиот гостин, го има проблемот на и за кој проблем нејзе и е тешко да зборува и е непријатно кога јас зборувам, се наоѓа навредена кога воопшто сакам да направам иницијатива да одиме на лекар, дека постојат методи, како што докторот ги наброја за решавање на нејзиниот проблем. Па би сакала да прашам, и се надевам дека го слуша ова сега, би сакала да прашам колку една ваква интервенција во вашата клиника чини и дали таа е кандидат, бидејќи има 76 години, или возраста е одмината за една таква интервенција, и дали тоа што е со прекумерна тежина представува проблем за изведување на една таква интервенција. Благодарам многу. Благодараме ние за јавувањето, професоре. Еве идеме од три прашања беа, идеме од третото. Ајде. Значи, тежината не представува проблем, годините не представуваат проблем. Тоа е минимално инвазивна хирургија во склопот на, како да кажам, хирургии кои што се денеска современи, модерни, кои што нашата земја, еве, од сите сфери, не само во гинекологијата, се труди што повеќе да ги имплементира. И првото прашање, постои два најчести типа на ваков проблем. Ја едниот го опишав, а вториот проблем е поврзан со инервацијаната функција на мочниот меур, така да најдобре да пациентката, односно мајката на гледачката ваша, биде на еден преглед, и онда ќе видиме за што се работи и со обзир на наодот се разликуваат и цените во услугата која ќе ја добие. Значи еден преглед би ја разјаснил работата и би се земал пат кон решавање. Да.
Можеме да се навратиме или да продолжиме во континуитетот онаму каде што и застанавме, а тоа е по неосетливото мокрење, може така да го кажеме? Да, токму тоа. Токму тоа. Тоа е втора голема група на проблематика што, ете, се чувте вие сами и гледачката кажува дека госпожата се срами да каже, не дозволува да се збори. Ние правевме пред многу години. Непријатно е, ќе признаете. Меѓутоа со Дали, тоа е заболување како сите заболувања. Меѓутоа со докторите, особено нелчи со вас, гинеколозите, треба да се биде крајно отворен. Па да, апсолутно, мислам, тоа не станува збор, ја така мислам дека кога ќе дојдат на преглед кај сите доктори, не кажам гинеколог само. Така е, да, за било што. За да се има корист од посетата, од прегледот, од реакцијата, од терапијата, од се. Него правевме ние пред 25-20 години, нема 20 години, едно испитување на млада популација. Кај младата популација 12% имаат акцидентен губиток на мокрење. Акцидентен, значи повремен. Така. Тоа обично се случува, извинете, при напор. При напор, при трчање, при смеење, при играње, при спорт. Не е, например, како дополнително подмокрење после извршувањето на мокрењето? Не, ова сега вториот дел, втора група на проблематика од тој аспект со функцијата на мошниот меур, но при тоа ќе кажам дека тоа е заболување како сите заболувања и треба срамо да не постои. Разбирате, ако имате проблем со срцето, не се срамите дојдете да кажете. Исто имате проблем со мошниот меур. Не, ова е втората, значи тука настанува пореметување на чувството и моториката и празнењето. И не може да се одложи мокрењето. Значи, од моментот кога ќе добијат потреба да мократ пациентите, onda тоа го реализира имедијатле, значи одма. И така наречена хитна, или народот го знае како нервозна бешика. Така е популарно. Зошто тоа се случува? Ради пореметување на инервационите импулси. Значи има 12 центри кои идат преку кичмената мождина во малиот и големиот мозок и се враќаат назад. Ја ви објаснив дека идат сензибилни, значи чувствителни, сега ми се полна ми е бешиката и доаѓа моторен импулс, сега ќе испразнам, ма треба да испразнам на место кое што е адекватно, социјално прифатливо, хигиенско прифатливо, значи да не биде тоа кога не треба. И има пациенти кои што мијат садови, се тушираат, слушаат шумење на вода. И веќе имаш готово. Нема излаз. И сега добро е да се знае дека кога се решава овој проблем, најчесто се решаваат и тие проблеми на спад, на испад на мочниот меур и на гениталните органи. И тоа значи комплексна тајна реконструкција која што настанува и се обезбедува мирен живот, квалитетот на живот. Така е, да. Поради кои причини се случува нарушување на дел од нервниот систем кој што го споменавте, кој дава сигнализација дека треба да се оди во тоалет? Значи не е една причина. Значи често е кај диабетичари, често е кај пациенти, односно жени што имат пореметени позиција на органи. Или реков дека исхраната се пореметува, крвните садови што доведуваат и одведуваат и кислород и исхранливи материи, зашто клетките во нашиот организам секојдневно умираат и се раѓаат и нови доаѓаат. Така и гениталниот систем. Точно. И така и гениталниот систем исто го доживува тоа. И кога нема доволно довод и одвод, значи добри крвни садови, сето тоа го губи системот на поддршка, значи кај што лежат органите и кај што се обесени. И се ствара спуштање нивно пореметена позиција, да речеме. И тоа заедно го пореметува и нервниот импулс што доаѓа. Затоа што во таја конгломерат на крвни садови има и нерви и тие го губат својата позиција, своето место на делување, пошто нервите делуваат преку лачење на хемиски супстанции кои што се врзуваат за рецептори на мочниот меур. Добро. Значи тоа е еден комплекс голем и денеска кај нас во светот исто се прават големи напори да се тоа реши современо и вака што ви објаснив на еден минимално инвазивен начин, на еден начин модерен начин. Предлагам да го слушнеме прашањето и на следниот гледач, па ќе продолжиме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас сум на возраст од 62 години. Боледувам од хроничен цистит. Добро. Да. Видам на уролог, правено ме тестоскопија. Може 4 пати, еден пат не можев да издржам, со анестезија ме ја правеа тоа тестоскопијата. И ми дадува палин, првиот пат кога ми се појави палин. Ми дадува увин чај, рекова да пијам најмалку едно 4 месеца. Се сум пробала, се уште имам проблеми, не знам кај да го барам чарето.
Еве сега имам закажано во 8 септември во утре на цистоскопија пак да ми прават. А урината ми е стерилна. Добро. А сакам одговори и сакам да знам од кај се наоѓа докторот, кај работи. Да. Јас споменав, ќе повторно. Ви благодарам за јавувањето. Денеска за современите притици во гинекологијата зборуваме со професор доктор Васил Илиев, специјалист гинеколог, акушер, субспецијалист по урогинекологија и гинеколошка хирургија од Жан Митрев клиник. Професоре, може да... Да, ова е така една група на чести проблеми кај пациенти, госпожата е околу 60 година рече, кога веќе нема нормален хормонски уплив кој што имал во младост и каде што таа исхрана што ја споменувам цело време е редуцирана и настануваат почести инфекции. Многу тие се репетираат и добиваат така како што и самата кажа дека се така хронични инфекции. Знаете, тој збор хронична инфекција е многу дискутабилен и сега не е ни место ни момент да го ние разглаваме, него она имала цистоскопија, имала веројатно терапии различни, антибиограми правено према уринокултура и сето тоа и јас претпоставувам дека колегите што ја водат спомнат дека ќе оди во 8 септември на контрола. Следен чекор што ќе го направат ќе биде веројатно да се земе и парче можеби од слузницата, односно од мускулатурата на бешиката, да се види да не се работи за една болест што се вика интерстицијален цистит, кој што токму такви проблеми дава. Јас не верувам да е тоа прашање, али треба да се тоа исклучи на начин на кој што сега го опишав. Ако е расположена, нека повели, па ќе видиме кој смер ќе оди и сета документација што има до сега можеби да ја анализираме заедно. Професоре, пред да вклучиме гледачката, сакавте да продолжиме во делот... Сега идеме на групата тумори, реков. Така, да. Во делот на туморни заболувања во тој дел од женскиот организам. Кои се најчести симптоми, причинители? Ајде малку тука по-детално. Точно. Значи, периодот кога настануваат вакви, значи туморите генерално се поделени на солидни и на цистични тумори. И луѓето викаат имам циста, гајле немам или леле тумор имам, знаете. А поправилен поглед на работата е да се поделат на тие доброчудни или бенигни и малегни или како се вика, те се злочудни или како ги викаат така. Средината на животот, значи не дека од 40 до длабока старост е поврзана со појава на вакви формации. И порано, не само од 40, и треба да се води рачун токму таа гинеколошка контролна, барем еднашка годишна сесија која што се обавува. Со денеска имаме современи апарати и современ модел на пристап према такви работи, можат децидно да установат и да до детекција. Значи, сите органи подлежат на туморозни трансформации, викаме ние. Значи, реков, може да бидат цистични или може да бидат солидни. Најчести кои се? Најчести се појави на полипи, така наречени, значи израстоци во самата шуплина на матката, во самата слузница на матката, кои што доведуваат до почести крварења, пролонгирани крварења, интерменструални, интерциклични крварења, кои што го реметат нормалниот живот на пациентот, односно доведуваат до анемија, доведуваат до други пореметувања консеквентни на анемизирањето. Баш и сега имам таков пациент. Значи, втори проблем кој се јавуваат бенигни тумори од структурата, од зидот на матката, на утерусот, така наречени миоми или фибромиоми. Тие се јавуваат и во раниот период од младоста, се јавуваат и во период на репродукцијата додека е. И тие може, не мора, може да представуваат и проблем за реализација на репродукција. Значи, со други зборови, проблем за забременување. Тие се два најчести моменти кои што се среќаваат на утерусот на матката. Следен чест е овариумот, значи овариумот може да биде засегнат по појава најчесто на цисти во периодот на младост, ние викаме најчесто дека се тие бенигни карактер, тоа се формации кои што имате на капсула и содржина унатре од различен карактер и тоа не треба да се толерира доколку се установи дека не се работи за така наречени функционални цисти. Тие што се функционални можеме да пробаме и теоретски, односно да пробаме конзервативно да ги третираме. Што значи функционални цисти? Па тоа значи дека кога доаѓа во текот на циклусот, доаѓа до овулација и таа се супримира, значи не се реализира, фоликулот останува и тој нараснува и се задржува.
разбирате што сакам да кажам, нели? Тоа е така наречена функционална, која најчесто и конзервативно ја завршуваме успешно. Але овие други моменти кои што настануваат, каде што имаме различни типови на содржина, позната е кај народот, не знам, така наречена чоколадна циста или терциста, па има бенигни други типови на цисти, ние мораме да бидеме препазливи со тоа што стално треба да исклучуваме постоење на малигнитет. И се на втора група, значи овие беа бенигни најчести заболувања туморози што се каја на гениталните органи, и на втора група за жал се и малигни проеметувања. Тука постои добра гинеколошка пракса. Тука постои можност за превенција добра. Специјално на најчестиот малигни тумор, тоа е туморот на грлото на матката. Токму првиот наш разговор што беше во однос на редовни цитолошки анализи на пап смерови, пап цитолошки брисеви, нели? Токму тоа е оној кој што може да на време предочи постоење на промени почетни. И тука ние можеме да делуваме, тука сме јаки, тука треба да го ефектуираме нашето резултат кој што ќе го добиеме доколку е позитивен. Знаете, во светот карцином на грлото на матката е многу редок, изузетно редок. А за тоа што се вршат чести контроли и прегледи? Да. Да. Кај нас за жал се уште е водечки карцином на женски генитални органи. И тоа е веќе слика. Тоа е навистина алармантно. Да, тоа е слика на една гинеколошка служба во еден систем здравствен. Добро, али тоа е битно што имаме моќ, имаме оружје тука и делуваме на време. Било тие се вика така наречени цин промени, интраепителијални промени, од 3 степени има, и тие се сите преканцерози. Тие се на нулта стадиум, каде што ефикасен е третманот, било да е експектативен, конзервативен, било да е хируршки. Зошто доаѓа до појава на карциноми? Прашањето е... Кои се најчестите причини? Го спомнав. Што е она? Human papilloma вирусот. Тоа е едно од најчестите. Да, тоа е најчестите. Тоа што го спомнавме на почеток. Да. Има повеќе од 100 серотипови на папилома вирус. Повеќе од 100. И се поделени во две големи групи. Едните се помалку лоши, да ги наречам, дали, тие предизвикуваат појава на кондиломи или бубулици, како вика народот. Тие се помалку лоши, да? Тие се помалку лоши. И има други кои што се високоризични, ги викаме, или помалку ризични и високоризични. И овие високоризичните се точно набројани кои се серотипови високоризични. Што се појавува таму? Таму се, мислите кои серотипови, нели? 16, 18, 37, 32, Па не, вака, например, може ли да се забележи, папиломите, нели, тие се видливи и ќе ги забележите? Да, тоа е проблемот. И кај машката и кај женска популација, значи, сега кај женската овие повеќе ризичните, може ли нешто да се забележи? Брисот ќе покаже. Брисот ќе покаже сомнение за постоење на ХПВ инфекција. И следен чекор е земање на материјал за типизација. Значи, со PCR... Да се одреди типот. Така, PCR методо, има во кај нас повеќе системи, овие установи кои што тоа го работат, и квалитетен одговор се добива. Битно е тоа. Многу е битно и веќе се доста популаризира. Да ви кажам, јас имав прилика да работам во Шпанија, во Барселона 4-5 години. Приватна медицина, во една болница убава, и јас се чудев тогаш, значи тоа одамна беше, како кај нас нема ХПВ, а таму имаше огромен број на случаи на ХПВ инфестации, инфекции. Практично се работело за диагностика. Ние потоа добивме диагностика и постанавме суштина да видиме... Не се вршиле тука диагнози? Да, дека практично е на пандемија на ХПВ, посебно кај младата популација. Зошто се појавува тоа? Тоа е сексуално пренослив вирус. Точно, да. Тој вирус го има секој индивидуа и секој човек? Не мора да го има, не секој. Не. Се пренесува како сексуално преносливо заболување, да го речеме, само што не се работи за инфект бактериски, него се работи за вирус. Значи, тоа е еден момент кој што спаѓа во редот на сексуално здравје, сексуално едукација, здравствена едукација генерална, ако сакате. Така е, да, апсолутно. Како се стекнува тој вирус и може ли да се елиминира? Може да се елиминира. Значи, систем, вирусот е неколку молекули на протеини кои што се недоволно сами да обстанат и треба да влезат во клетката, да искористат ДНК молекули од клетката за да се размножат. И ја користат клетката како домаќин. Значи екзистираат.
Тоа што значи? Тоа значи дека имунолошкиот систем, одбранбениот систем на организмот е перманентно во борба со такви нападачи, да ги наречеме. Кога ќе падне имунитетот? Токму така. Значи може да падне и тие да се манифестираат во поголема или во помала или да нападнат тогаш ако бидат во контакт. Или излегуваат на површина? Па не излегуваат на површина, него го реализираат своето множење. Они Аха. има целта да се множи. Се што е живо има цел да се множи. Се. Затоа перманентно имунолошкиот систем, одбранбениот систем на организмот е во борба за елиминација. Ама локална елиминација не може да настане, знаете, во сите клетки вие не можете да направите третман на сите клетки. Него ќе оставите да делувате само на оние клетки што претрпеле веќе промена поради вирусот, а останатиот го потенцираат имунолошкиот систем. Значи се потенцира одбранбениот момент. Тоа важи за промени кои што се полесни од карактер лесен или среден. Она што веќе иде во тешка форма на промена, тука најдобро е примена на некој и оперативен метод. Значи, тие оперативни методи може да бидат различни. Денеска е добар, модерен, неинвазивен, па потенцирам, неинвазивен, лазерски третман. Добро. На тие примарните, тоа цин 1, цин 2 ги викаме стручно. А исто така и преинвазивниот, значи цин 3 или карцинома ин ситу може да биде третиран со или со лазер или со електролук или со таа да не мора да иде на конзервативен начин, да се третира со така наречена конизација. Али тоа е прифатливо, зависи од наодот, зависи од широчината, зависи од типот на грлото на матката. Знаете, се тоа е индивидуално, затоа ние стално правиме преглед, па заклучок и онда план за третман. Значи не е тоа. Грлото на матката е најчестата локација каде се јавува појава на канцер или тумор? Так, канцер. Зошто? Затоа што тој дел од грлото на матката има два типа на епител кој што има најголема динамика на множење и вирусот напаѓа кога се множат клетките, тие се тогаш најслаби, најприемчиви. Тоа е многу логично, така наречена зона на трансформација е моментот, зоната каде што вирусот влага во самата клетка, ја користи за да опстане, за да се размножи. Добро, тоа е еден дел од голем дел и важен дел за да, јас мислам дека добро, солидно објаснивме, одлично за ова малку може би сегмент. подлабоко него што треба, али тоа е тоа. Битно е да знаат вашите гледачи, нашите пациенти, да знаат дека денеска имаме модерни третмани за сите тие работи, дека се најголем дел, многу минимално инвазивни, нема стално на голема тешка хирургија, благодарејќи на можам да ви кажам слободно во нашата болница имаме опрема, имаме инструментариум, имаме услови кои што задоволуваат на светско ниво. Јас ви кажав дека имам работено надвор и токму затоа пристанав и да се вратам, затоа што добив услови за работа кои што се на сите можни нива. Професоре, добро, еве споменавме и за гениталното здравје, за една генитална култура, гинеколошка и така натаму и така натаму. Кои се најчестите видови и на заболувања, пред малку ги споменавме, оние потешките и најчестите причинители кои не морат да бидат добиени по сексуален пат, иако најчесто заболувањата се предизвикани поради меѓувзаемски односи по сексуален пат. Кои делови од женската интимна регија се најчувствителни или пак се најдобри за размножување на различни видови на вируси, бактерии и инфекции кои можат понатаму да делуваат многу лошо и за самата женска индивидуа, а и за партнерот или особата со која имаат взаемни односи. Така, па еве спомнавме нешто сега, ние веќе зборевме за таа зона која е најосетлива. Па ќе ви спомнам, значи, грлото на матката, значи тој дел од матката кој што е во вагината се наоѓа во една зона на судир на два типа на епител. Сега пак малку повеќе него што треба.
Ако да, така и треба да, затоа сме и тука, затоа и Телма амбуланта за зголемување на здравствената култура. А пред малку ви реков дека се што е живо има тенденција да се множи. А ако се множи има тенденција за инвазија на територија. А ако се има инвазија на територија, постои компетиција меѓу тие два типа на епител. И таа зона каде што постои компетиција, каде што најчесто се доаѓа до множење и до земање на просторот, е најосетливата зона и токму затоа тука се јавуваат најчесто тие последици од инфестација и со ХПВ, и со бактериски инфекции и така натака. Сега ако ви дозволите една проблематика која што исто така ги засега многу женската популација. Тоа е периодот на перименопауза. Не знам колку сте фамилиарни со тој збор. Перименопауза значи на период кога почнува да се намалува хормонско оваријалната функција, функцијата на јајниците, и кога жената почнува да со падот на хормоните се прилагодува кон еден период кога ќе престане да има циклицитет, значи менструални крварења, и кога иде во еден период на постменопауза, па и премасениум. И овие заболувања што ги споменуваме продолжуваат да бидат актуелни во тој период, и тој е период кога покрај физичките промени кои што се доживуваат, настануваат и психички промени кои што ги доживува во однос на севкупното генералното здравје. За жал тој е период и кога и другите системи во организмот, организмот е сложен систем, покажуваат замор на функција, така да го именувам. Значи, со други зборови, тогаш се појавуваат и други проблеми од други системи во организмот, кое што го потенцира токму овој период. Што значи тоа, вака да бидам поконкретен? Значи, во тој период почнуваат ирегуларитети на циклусот. И различни типови на крварења, пролонгирани крварења, ирегуларни крварења, доведуваат до анемизирање, рековме, доведуваат до проблем во однос на комодитетот, квалитетот на живот. А онда понатака доаѓа еден период кога престанува, значи доаѓа до престанок на менструалниот циклус, престанок на овулацијата, престанок на хормоните и почнува да се променуваат килото. Сите хормони во организмот човечки функционираат, што се стероидни хормони, функционираат преку наречени рецептори. Мозокот регистрира недостаток на женски хормони и он реагира. Значи почнува така наречени презнојувања перименопаузални во смисол на зноење, во смисол на несоница, која што се пореметува центарот за спиење се пореметува. Немир, нервозност, разлазливост, значи и психолошки, психичките пореметувања доаѓаат. И тука во гинеколошката служба добра пракса постои на мождам добар помош, на добра совет, на добар терапија од повеќе аспекти. Аспектот може да биде фармаколошки, може да биде природен растителен, кој што потпомага, знаете, нечесто пати и сугестијата или еден разговор доведува до смирување на најважните проблеми. Да. Најважни проблеми во тој период што се јавуваат се тие ирегуларни крварења, топли валунзи ги викаат или се викаат чести презнојувања, губиток на мирен сон, и тој период кој што го штетува и целокупно здравје, квалитетот на живот, работоспособноста ја редуцира. Значи представува еден проблем кој што може денеска да биде современо третиран со различни. Како се третира, професор? Па ви кажав со фармаколошки препарати кои што можат да бидат од хормонално, ама не мора да се од хормонално, може да се од биопотекло, кои што вршат привремена супституција. Знаете кога нагло таблети? Па, да, таблети, има разни препарати во однос на чај, во однос на додатоци. Може вака да препорачаме нешто? Па не би препорачувале, пошто би не врзале со фирми ако препорачуваме, ќе останеме. Не мислев од чај, например, од ќе останеме какви тревки или? Не, тоа нема да го препорачуваме, тоа има специјални куќи кои го прават тоа и го препорачуваат со рецептура и сето тоа. Али битно е да се знае дека постојат добри можности за корекција на сите тие проблеми кои што се одвиваат во периодот. Браво, ова е одлично што го кажувате, затоа што навистина голем дел од женската популација во периодот на менопаузата едноставно се бори организмот и да се одржи, да биде во една супер одлична здравствена кондиција. И е многу важно, многу се важни вакви муабети, вакви совети, затоа што убаво кажавте некогаш убавиот разговор
и носи и убаво здравје и поголема смиреност и од областа на психологијата и воопшто од начинот на размислување. Се си има своје професора. Имаме гледачи, може да ги вклучиме. Ајде да ги слушнеме и нивните прашања. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до доктору и до водителот. Јавувам се од Кочани. Добро. Имам 63 години. Правена сум операција од тумор на матката. Матката ми е извадена, а јајниците ми стојат. Имам проблеми со стомао. Сега ме болат јајниците, дува ми се стомао. Имам нешто спуштено така како топче. И сакам да одам на гинеколог, у Кочани вика нема потреба да доаѓаш више, ти си у години и не ми упудава за Скопје, не можам да контактирам никако со докторот, дали докторот морам со упут да дојдам а на приватно колку ќе ме кошта еден преглед? Да дојдам на приватно. Добро, благодариме за јавувањето. Можно ли прво да не се дава упат? Значи, Заметрев клиника е приватна болница и може слободно да дојде пациентката без никаков упут. Само треба да се јави на телефонот и на инфопултот ќе добие информација и за цената и за тајмингот, времето кога може да биде прегледана. Во секој случај треба да се направи преглед. Да, апсолутно. Апсолутно. Госпожата реферираше два проблема. Извадена матка, останати јајници. Проблем со јајниците, ја само не кажа години колку има, али тука веројатно има возрастна категорија некаде веројатно, да. И проблем со пореметена статика, ете, тоа топче што го реферира, така пациентите. Тоа е спуштањето што го зборевме на почетокот на нашиот разговор, кога бешиката заедно со предниот зид на вагината ја губи позицијата и се спушта, некогаш доаѓа да биде и надвор од влезот во вагина. Па знаете, тоа перманентно се трпи ерозија, не стануваат ранички на тоа место, од триење од вешот, од сето тоа. Јас има случај кога може да се реагира? Да, апсолутно. Апсолутно. Добро, може да се реагира и тоа е доста утешително. Да, апсолутно. Затоа и сакав да го тоа прво кажеме, зашто се уште кај нас мисла дека и нема доволно можности за адекватен и без разлика успешен трет. Без разлика на годините, спомена гледачката и каже вие сте во години, па човек и колку и да има години, има право на квалитетен и здрав живот. Апсолутно. Па затоа го именувавме. Не може да има годишно ограничување, вие имате волку години, па сега не може упут да ви дадеме. И затоа инсистиравме нашиот наслов на днешното дружење да биде современ пристап. Зашто треба да се трне таа фама, јас сум стара, не можам ова, не можам тоа. Ајде, замолам, тоа секој има право на здрав живот. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Поведете. Сакам да поставам едно прашање. Сега паралелно ја слушнав и претходната гледачка, значи да кажа дека е оперирана од тумор на матката, ама дека е изваена матката. Јас имам 36 години и сега имам голем миом, што треба да се оперира, ама затоа што немам родено, а докторите ми препорачуваат значи да се изве само миомот. Сега колку се шансите дека матката после вадење на миомот ќе остане здрава и дали ќе има функција понатаму? Големи. Да. Тотални. Прилично поголеми димензии. Да. Матката ќе остане во секој случај, значи технологија на вадење на матката многу зависи од нивната локализација на туморите, на миомите во случајот. И не еден случај, да ви кажам, за вас е сега тоа сигурно страшно да речам, али многу случаи имало кога сме вадели и по неколку миома, има еден рекорд од 23 миома извадени, потоа пациентката има родено. Различна димензија, од 2 сантима, нели, до 12 до 18 сантима големина, али во секој случај повелете, дојдете, ќе се прегледаме, ќе направиме план за пристап и ќе биде успешно сигурно. Да, ова е многу важно. Често е пациентка што реферира, е често. Често, меѓутоа и нормално е човек да се запраша дали ќе може да биде репродуктивен, кога веќе имате интервенција на еден витален орган кој што е значаен за таа работа, за таа функција, тоа е делот на матката. И добро е што го напоменавте тоа дека токму тој аспект и пристапот е таков. Сакате, пристапот таков се на технологија, на
Палмерова терминологија, не е битно за неа, битно. Ке биде добро. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Повелете. Јас сакам да прашам 25 години сум. 5 години. 25. А 25. Добро. Да. И еве од март месец, еве април, мај сега дојде, и немам менструација. Немате менструација колку време? Од март месец до еве до денес. Од март до денес. Да. Пред тоа имавте нормално, така? Како? Дали пред тоа имавте нормална? Да. Да. Одговор многу едноставен. Одма на гинеколог. Преглед. Одма. Дали слушнавте? Да. Ама секогаш кога немам болка, немам таква работа. Нормално е. Секогаш кога имате менструација, немате болки. Добро го рете тоа што немате болки. Треба да се прегледате затоа што ако веќе касни циклусот, треба да се види причината која е. Може да биде најбанална причина која ќе се реши со првиот преглед. Во секој случај преглед. Вие сте млади, 25 години, кога тоа треба да функционира безпрекорно. Скоро. Добро, благодариме за јавувањето и ете јас сам уште еднаш би потсетил дека професор доктор Васил Илиев можете да го најдете во Жан Митрев клиник. Добар ден за следниот гледач. Ало? Добар ден, повелете. Ме слушате? Добар ден. Одлично, повелете. Јас извеја ќе бидам последната што се јавува, бидејќи сте при крај месечини. Вака, јас имам 79 години, прилично сум возрастна и просто ми е срам да прашувам, али морам, имам голем проблем. Видете, вака, матката ми е спуштена. Одев неколку пати на гинеколог, јас сум од Прилеп. Добро. Матката ми е спуштена и доле ми паѓа нешто во вид на округло, во вид на јајце. Некое топче во вид на јајце, кое што во мирување се повлекува, некогаш излегува, некогаш се повлекува, а и имам проблем, многу мокрам. Ве молам да ми го поздравувам докторот и го молам да ми одговори што на моја возраст јас би презела. Благодарам многу. Благодариме за јавувањето. Еве сега професор Илиев ќе се обидеме со него да го детектираме проблемот. Еве чувте сами, нели, пациентка третали која што исто реферира, нели, 79 години рече. Значи, годините не треба да се пречка, може би пречка за поголем или за помала корекција да биде генералното здравје, општото здравје, значи кардиоваскуларниот систем и сето тоа друго, што може да учествува во акцијата на решавање на проблемот. Она има сериозен проблем пациентката и нека повели на еден преглед и ќе направиме консултација, ќе направиме план за решавање, било да е конзервативен, било да е оперативен. Не постои неможност да се подобри или да се сасим елиминира проблемот. Без обзир на годините. Еве уште една потврда дека оној збор на почетокот што го рековте соверен пристап е многу точен за оваа емисија. Така е, професоре. Дојдовме до крајот од денешната емисија. Можеме ли на крај само да упатиме одредена препорака или апел и до женската и до машката популација во делот на гениталните органи? Здравје, да. Епа еве, како што почнавме, нека тие што не чуја или тие што веќе имаат проблем, нека водат рачун дека како се што се напредува, така и медицината напредува, така и нашата служба напредува и постојат сите услови во Жан Митрев клиника да ги решиме, нека повелат, ако сакаат да бидат консултација, третман, било што, отворени врат. Да, денеска со професор доктор Васил Илиев, специјалист гинеколог, акушер, субспецијалист по урогинекологија и гинеколошка хирургија од Жан Митрев клиник, зборувавме за современите предизвици во делот на гинекологијата. Професоре, ми беше навистина исклучително задоволство. И мене. И
Пренесовме убави совети до нашите гледачи, верувам дека и практично ќе ги применат. Се надевам и ја ви честитам сега јубилеј. Благодариме. Заеднички го прославивме, 2 години, да. Свака чест. Благодарам. Многу успешна понатамошна работа во вашиот дел од работата. А почитувани, благодариме и за вас искажаната доверба. На самиот крај, не заборавајте, чувајте си го здравието и применете ги советите од професор Илиев.